А на истата тема, всушност оваа тема ја заокружуваме со линковското вклучување од Штип. Имаме сторија која што има колешката Славица. Еве, Славица, добро утро повторно. Добро утро повторпат, како што кажа и гостинката во студиото и апелот за овој месец, превентивата е најбитна во лекувањето и раното откривање на ова заболување, но морам и овде да истакнам дека многу често се недостижни тие скрининзи превентивни. Еве информација, да речеме, во Македонска Каменица не работи мамографот, во Делчево не работи ехоапаратот, значи целиот тој крајен исток е упатен или на приватно да се прегледува и превентивни прегледи или по потреба да прави или да доаѓа во Штип. Во Штип апаратите се во функција, но тешко се доаѓа до термин за само преглед, бидејќи како што велат термин нема дури ни за пациентите или оние кои веќе го пребродиле ракот, имаат обврска, односно потреба редовно да прават контроли. Затоа колку е битна целата поставеност на нештата за да излеземе во пресред на подигнување на свеста на потребата за само прегледи од ракот и на дојка. Разговарам со мојот соговорник Елвин Шакиров, студент на 5-та година на медицинскиот факултет, кој некако во текот на студирањето одлучи да се бави понатаму со оваа работа, но активно се занимава и со нешто што е многу битно, а тоа е давањето поддршка на пациентките кои се или ја пребродиле ова заболување. Добро утро. Добро утро. Јас сум Елвин Шакиров, представник на групата Не си сам сама во оваа борба. Оваа група е формирана во 2023 година од страна на студенти по општа медицина. Нашата мисија е едноставна, но доста многу значајна, а тоа е да покажеме на онколошките пациенти дека не се сами во својата борба против ракот. Овој месец е познат уште како Розов октомври, кој е посветен за женското здравје. Воедно овој месец е потсетник колку е важна раната диагностика на карциномот на дојка. Во овој месец жените имаат задача, а тоа е да направат самопреглед и мамографија на дојките. Самопрегледот најчесто се изведува по туширање, така да тие се превентивните мерки кои го спречуваат понатамошното ширење на карциномот на дојка и раната диагностика. Превентивните мерки не само овој месец треба постојано редовно да се прават, да се фокусираме малку и на групата Не си сам, односно сама во оваа борба. Колку членови има, какви информации, какви искуства се споделуваат, колку им помага тоа на жените кои се соочуваат или ја пребродиле оваа болест? Во моментот во нашата група имаме негде околу 1500 члена. Во таа група се креираат едукативни постови, односно овие постови се наменети за информации за самата болест, за самата патологија, како например кои се насаканите ефекти на цитостатичната терапија. Потоа се креираат мотивацијски постови, каде што знаеме дека колку е битна мотивацијата при текот на борбата. Потоа се креираат и превентивни постови, месечна еднашка. Со овие превентивни постови ставаме посебен акцент на тоа колку е клучна превенцијата. Тоа е. Веројатно и емотивни приказни овде се споделуваат, кои најверојатно за некои може би се чувствителни, но некому му даваат и сила и потик да се бори. Да, исто така во оваа група се споделуваат редовно мотивациони приказни. Истите се напишани од луѓе кои што ја пребодиле оваа болест и се доста многу мотивирачки за самите пациенти. Многу е онаа мотивирачка која ќе земеш, ќе прочиташ дека и некој друг е поминал низ овој трнлив пат и така да тоа влева многу големо чувство на мотивација. Реков дека си 5-та година студент на факултетот за медицински науки овде на Универзитетот Гоце Делчев, но знам дека многу порано ја донесе оваа одлука кариерно да се посветиш на медицината, посебно на онкологијата. Кога се случи тој, зошто? Тоа се случи во 2018 година, односно бев 3-та година гимназија, каде што заклучив дека треба да се работи на во поле активно, бидејќи се повеќе жени се случуваат со оваа диагноза.
Личното искуство и личната трагедија во семејството токму од ова заболување, предпоставувам, беше оној одлучен чекор за да продолжиш да се занимаваш за ова. Да, во 2018 година мајка ми беше соочена со диагноза карцином на дојка. По нејзината смрт имам заклучено дека онколошките пациенти не се доста многу информирани за оваа болест, односно мајка ми не знаеше дека колку е битна хемотерапијата, поради таа причина она ја одби терапијата и целта ми беше на мене на луѓето да ја кажам дека има некои информации кои треба да земе да ги знаат. Тоа беше и целта. Се со цел навреме да се појде во таа борба против болеста, бидејќи над 90% е, како што велат статистиките, успешноста на лекувањето доколку навреме се открие. Превенцијата е токму таа цел има, рано откривање, бидејќи доколку карциномот се открива во некоја рана фаза, тоа значи дека шансите за лекување се многу големи, така да апелирам од тука силен апел до сите редовно да земат да ги направат своите самопрегледи и мамографии на дојки, бидејќи тоа треба да земат да го направат прво за себе си, а потоа за своите најсакани. Благодарам на одвоеното време, ти посакувам убава и успешна кариера и квалитетни доктори, вака млади, одлучни, со визија и перспектива. На сите нас не радуваат и ни се од големо значење. Благодарам уште еднаш. Јас овде би се одјавила со информацијата дека од источниот регион, односно на ниво на Македонија, Светиниколскиот регион предничи по бројот на жени заболени од карцином на дојка. Сдруженијето на жени од таму имаше иницијатива надлежните да испитат зошто е тоа така, што влијае оваа болест толку многу да ја има во Свети Николе, но за сега нема некој проект кој би се фокусирал на истражување на причините за ширењето на ова болест во Светиниколскиот регион. Тоа нека биде се во второто јавување од Штип студио. Благодариме, Славица, токму затоа превенцијата ја ставаме како врвен приоритет и гласно говориме на оваа тема со цел намалување на статистиките.